Револтирани велат дека сопствениците ги изиграли за неколку дена во месец март. Договорите за работа им ги сменили од 3 на 1 месец, со образложение дека морале да презема таков чекор, поред економската состојба предизвикана од коронавирусот. Договорот за работа им завршил, а плати за февруари и март се уште не добиле. Значи, за 3 дена ни го менјаваа договорот. Не ни ги исплатија двете заостанати плати, што се уредно изработени. Наводно, кога ќе има пари, тога ќе се даде. Сме пријавили и во Хелшински, и во Државен пазарен инспекторат, и сме пријавили во Трудова инспекција во Тетово, значи секаде. До сега нема одговор. Никаков одговор немаме. Се работи за 160 лица кои во Tetex Yarn Limited, компанија за предиво и волница, работаат веќе 10 години, а сега пред великденските празници се оставени без денар. Само бараат тоа што им следува. Имаме некои приходи големи или платите биле многу високи, па останало месец за месец. Пред Великден на рачунот ставија црвена линија, нема. Ние не сакамо ништо негово што е. Тоа што смо ги заработале да не се плати. Во меѓувреме работниците тврдат дека се врши грабеж на фирмата. Има залихи од стока, таа се изнесува и се продава, но парите наместо за плати завршуваат кај сопствениците. За останатата роба, што сакаме да ја продадеме, да ги земеме нашите две заостанати плати, он дошол неовластено да ga зема робата, да ga носи за Бугарија. Сопственици на Tetex Yarn Limited се бугарски државјани. Се обидовме да влеземе во кругот на фабриката, да добиеме став од нивна страна, но чуварската служба не ни дозволи. Залудни беа обидите да стапиме во контакт со директорката на производство Сузана Маневска, која не ни одговараше на телефонските повици. Вработените се разотидоа за неколку часа. Велат дека нема да се откажат од протестите, се додека не им се исплата за останатите плати.